Министерството за внатрешни работи и Републичкиот секретаријат за безбедност на сообраќајот на патиштата ја стартуваа заедничката кампања за намалување на бројот на повредени лица кои управуваат електрични тротинети. Преку видео едукативен спот укажуваат на законските обврски и препораки за безбедно возење со тротинети, споделувајќи лично сведоштво од лице кое доживеело несреќа со електричен тротинет, како и докторска експертиза за тешките последици од повредите настанати како резултат на несреќи со ваков вид на превозни средства. Но едно утро одлучив да не возам по вообичаената рута на тротоарот, ниту по велосипедската патека, туку по коловозот. И тогаш еден автомобил ми го пресече патот и одеднаш се најдов на земја. Немав кацика. Кога веќе се разбудив, бев во болница со скршена нога и повредено рамо. Загрижувачки е тоа што се малолетни пациенти и се со тешки телесни повреди, со скршеници, повреди на главата, фрактури на черепот и внатрешно крварење во мозокот. Целта на кампањата е зголемување и поттик на одговорно однесување и побезбедно учество на електричните тротинети во сообраќајот.